Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Предизборниот караван на републиканците се сели во Флорида. По неочекуваната победа на поранешниот претседател на представничкиот дом Њут Гингрич викендов во Јужна Каролина, кога освои 40% од довербата на гласачите на прелиминарните избори. Што се случуваше во оваа сојузна држава, во која, по непишана традиција, кој победи? На крајот ќе ја добие републиканската кандидатура за претседателските избори. Од следниот прилог. Симпатизерите на Гингрич славеа во саботата. Изненадувачки камбек на поранешниот претседател на представничкиот дом, неколку месеци од како неговиот изборен штаб даде оставка, неколку недели по слабите резултати во анкетите и само неколку дена од како бившата сопруга го обвини за вомбрачни врски. Тоа сепак не ги спречи гласачите во конзервативната Јужна Каролина да му дадат доверба. Трент Шели објаснува зошто се решил за Гингрич. Има багаж, но не се плаши да ги предизвика конкурентите. Слично резонира и Вилијам Букнајт. Оваа држава функционира во стилот дали нешто има смисла, а тој највеќе од другите прави смисла. Републиканската трка сега е целосно неизвестна. Различен кандидат победи во трите досегашни гласања во Ајова, Њу Хемпшир и Јужна Каролина. Во конкуренција за Белата куќа остануваат четворица републиканци. Поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни, поранешниот сенатор од Пенсилванија Рик Санторум и тексашкиот конгресмен Рон Пол. По таков редослед и завршија на гласањето во Јужна Каролина. Следниот испит е мощна поголемата и поброј на Флорида на 31 јануари. Европската унија воведе ембарго за увоз на иранска нафта. Со потегот 27 земји членки вршат притисок врз Иран да се откаже од спорната нуклеарна програма. Деталите ги финализираат министрите за надворешни работи на денешната средба во Брисел. Американскиот носач на авиони без проблеми мина низ теснецот Ормус. Во Персискиот залив, еден месец од како Иран предупреди САД да не распоредуваат воени бродови. Во преминот што важи за главна маршрута на светската нафта. Иран се закани дека ќе го затвори теснецот ако биде погоден со дополнителни санкции. САД пак одвратија дека нема да толерираат никакво затворање. Во воздушен напад со американско беспилотно летало во племенскиот регион Северен Вазиристан во Пакистан загинале четворица осомничени милитанти, јавија пакистанските официјални лица. Пакистан ги осудува ваквите напади како кршење на суверенитетот, но се верува дека тие се вршат со помош на пакистанското разузнавање. Американската конгресменка Габриел Гифордс се повлекува од Конгресот една година од како напаѓач ја застрела во главата за да се посвети на опоравувањето. Председателот Обама рече дека ќе недостига нејзиниот ведар лик во Вашингтон. Нью Ингланд Патриотс и Нью Йорк Giants ќе ги одмерат силите во финалето на американскиот фудбал Супербол на 5 февруари во Индианаполис. Патриот синоќа беа поуспешни од Балтимор Рейвенс, а гостите од Нью Йорк имаа поголема среќа во последните моменти од мечот против Сан Франциско 49ерс. Патриотс и Giants се лути ривали. Во последното финале 2008 победија Giants со 17-14. Главна вест во Холивуд. Германската суперманекенка Хайди Клум и британската поп звезда Сиел минуваат низ тежок период во бракот. Озборувања или реалност? Наводно наскоро или уште еднаш ќе го обноват судбоносното да, или ќе се разделат. А еве кои филмови ги наполнија киносалите викендов. Будење на подземјето со Кейт Бекинсейл, како вампирката Селена инкасираше 25 милиони долари. На второ место драмата на Џорџ Лукас за авиатичарската единица афроамериканци во Втората светска војна, Црвени опашки, заработи 19 милиони долари. Денес е прв ден на кинеската нова година. Кинескиот кварт во Њу Йорк е најголем во Соединетите Американски држави и живее за овој настан. Храната, декорациите, фестивалите и парадите привлекуваат посетители од сите националности.
Танчери вежбаат за кинеската традиција стара еден милениум – танцот на лавот. Тоа е финалето на годишната новогодишна парада во кинескиот кварт на крајот на јануари и се верува дека ги растерува злите духови. Директорот за танц Майк Ли го изведува веќе 20 години. Line dance is supposed to, bring good luck. Танцот на лавот носи среќа, просперитет и богатство. Овие волонтери се ученици и млади професионалци. Тие го изведуваат танцот како посвета на нивното наследство. You want to sort of pass it along to each generation. Сакаме да го пренесеме на генерациите. Тоа е дел од кинеската култура и не сакаме такво нешто да биде заборавено. Годината на змејот пристигна на полноќ. Змејот е знак во кинескиот хороскоп за кој се смета дека е на императорот. Представува сила, добрина и среќа. Во Колумбус парк, во кинескиот кварт, жителите играат карти и игри со плочки. На другата страна на улицата, готвачите подготвуваат традиционална храна, како кинески тестенини. Многумина веруваат дека ако јадете на нова година, ќе бидете просперитетни. Неколку улици подалеку, децата учат за кинескиот зодијак додека прават кукли животни во музејот на кинезите во Америка. Некои дошле од далеку да ја прослават новата година во кинескиот кварт на Манхетен. Маргарет Рајли ја води лекцијата. Таа вели дека фокусот на заедништво се чувствува низ целата кинеска култура. Особено за време на лунарната нова година се сведува на семејството и заедницата и дружење за славење на обичаите и традицијата, дури ако не сте кинез. Потврда за ова е разноликата толпа што излегува за прослава на оваа кинеска традиција. Спроти утрешното годишно обраќање до нацијата на председателот Обама, што по традиција се одржува во Конгресот, еден факт никој не може да му го оспори. Тој има поголема популарност од законодавниот дом. Гледајте утре во Newsflash. Утре во Newsflash само 11%. Толку од американците според анкета на Галоп ја одобруваат работата на Конгресот. За ова во утрешното издание на Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.